Тема здравје, но овој пат зборуваме за менталното здравје, темел на секој успешен спортист, но и тема која што се почесто се отвара како клучен фактор и во професионалниот, но и во аматерскиот спорт. Притисокот, очекувањата, стравот од неуспех и потребата од стабилен ментален фокус се дел од секојдневието на спортистите. Утрово во студиото на оваа тема ќе разговараме со човек кој активно работи на подобрување и на промоција на оваа многу значајна област. Добро утро за Даријан Трајанов, експерт за промоција на здравје, кој преку едукација, иницијативи и предавања постојано ја подигнува свеста за важноста од менталното здравје кај спортистите. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Да почнеме поред што точно подразбираме под промоција на менталното здравје кај спортистите и зошто е тоа неопходно? Па видете, за мене како човек кој работи во област, како магистар по јавно здравје, како професионалец кој што посветено работи во оваа дејност, од секогаш било важно да го дадам својот максимум придонес во креирање на доброто здравје, значи да говорам о здравјето во целост, физичко и ментално. Во овој случај менталното здравје на спортистите. Сега, зошто е толку значајна промоцијата на менталното здравје кај спортистите? Значајна е бидејќи на тој начин ние ќе се доближиме до спортистот, ќе му помогнеме да ја свати суштината и важноста зошто е тоа важно да се грижи за своето ментално здравје, зошто е важна грижата, како тоа да го направи, како спортистот да се обрати, до кого да се обрати, со кого да искомуницира, како спортистот преку промоција на менталното здравје да се соочи со одредени ситуации во делот на теренот, во рамки на надпреварите и така натака, бидејќи и тие се луѓе се соочуваат со стрес, со одредени ситуации кои што го афектираат нивното ментално здравје. Меѓутоа, клучот на оваа промоција на ментално здравје на спортистите е да се влие во заштита на нивното здравје во целост. Од тука да се влие на нивното ментално здравје, па дури потоа од тука да разговараме за креирање на оној спортски перформанс или спортски резултат. Така. Каква е состојбата со менталното здравје на спортистите и на глобално ниво, но и во земјава? Па многу интересно, јас сум многу среќен првенствено што во светски рамки многу се говори на оваа тема. Многу се разговара, многу светски познати спортисти јавно говорат, спортисти кои што постигнале огромни резултати на светско ниво. Но тоа е последниве години, така, последниве години да. Порано како табу тема да беше. Така е, последниве години многу се говори на ова. Спортисти кои што освоиле се што може да се освои, раскажуваат за сите искуства кои што ги доживеале во својата кариера во текот на своето ментално здравје. Борба со анксиозност, борба со депресија, борба со бърнаут или прегорување, прекумерни мисли. И многу е важно што сакам да го потенцирам што овие спортисти ја укажуваат потребата на соработка со спортски психолог. Многу од нив искажале дека сами се избориле со сето тоа, меѓутоа многу од нив искажале дека соработувале со спортски психолог, стручни лица кои што им помогнале сето тоа да се справат. Според Американскиот колеж за спортска медицина, неколку пати сум го говорил, се покажува дека 35% од елитните спортисти, сега можеби тој процент е повеќе, истакнале дека се соочуваат со анксиозност, депресија, прегорување, стрес и така натака. Сега, каква е, да кажам, состојбата кај нас тука во Македонија? Ова е една тема на која што многу ретко се говори, тема која што заслужува многу големо внимание. Имаме ние луѓе експерти кои што може да го дадат своето знаење, тука сме, сакаме да го направиме тоа. И јас многу често говорам на таа тема. Меѓутоа, од друга страна, пак сум среќен што и кај нас има емисии, се дава простор, јас сум благодарен за тоа што може да се говори на вакви теми. Сум гостувал и да кажам, се прават подкасти каде што повторно се говори, се дава значајност на оваа многу значајна тема. Меѓутоа, ние сме се уште, да кажам, во еден тивок период, каде што има простор, има потенцијал, има луѓе, јас сум во комуникација со многу спортисти и кажуваат дека има потреба од сето ова. Убаво рековте вие на почетокот, ова е сега нешто на кое што треба многу да се внимава, на кое што треба многу да се говори, особено последниве години тоа станува актуелно и верувам дека кај нас ќе биде на уште поголемо ниво. Сигурно менталното здравје е поврзано и со спортскиот перформанс и со конечниот резултат, било да е тоа екипно надпреварување или единечно. Токму така, многу зависат резултатите, така? Токму така, тоа го покажува и науката. Тоа сум го искусил јас низ своји примери, како да кажам, поранешен спортист, 15 години тренирав кошарка, многу често јас сум се наоѓал во одредена ситуација да се соочам, да кажам, со одреден стрес, негативни емоции, негативни мисли. Меѓутоа, во тој период кога сум бил јас спортиста, млад спортиста, немало тоа кој да ми го посочи, кој да ме научи како со тоа да се справам. Така. Додека, да кажам, денеска има кој тоа да го каже, има кој на тоа да се посвети и сметам дека
има многу да се работи на сето ова. Што значи победнички менталитет? Како може да се развие кај спортистите? Ако сега зборуваме погласно за менталното здравје, значи нема чуда во спортот. Успех на многу наши репрезентации во минатото, кога сме се чуделе како успевале во нешто, како кошаркарската репрезентација пред многу и многу години, кога освои четврто место и слично. Сигурно тука победничкиот менталитет играл многу важна улога. Чуда не се случуваат во спортот. Најверојатно можеме на тоа да го препишеме. Па, видете, кога разговараме за победнички менталитет и кога разговараме за менталитет, тоа е многу интересно затоа што многу спортисти во светски рамки говорат за победнички менталитет и кажуваат како победничкиот менталитет придонел да тие се развијат во верни спортисти и ги постигнат верните резултати. Меѓутоа, што всушност подразбира победничкиот менталитет? Како можеме да го дефинираме? За мене победнички менталитет не е само да го кренеме пехарот во рака, не е само победата, не е само да кажеме оној крајен резултат. За мене победнички менталитет е прво да се постигне, односно да се работи на тоа да спортистите и да луѓето станат да бидат човек. Што значи човек? Тоа значи да подадеш рака на оној кој што си го победил, да знаеш како да се носиш со победата, да знаеш како да се носиш со стравот од неуспех, со стравот од грешка, како да ги надминеш тие работи, како да веруваш во тоа дека ти можеш, како да бидеш една подобра верзија од себе. И нешто што е многу важно, што сакам да го потенцирам, а тоа е како да бидеш подготвен да го дадеш секогаш најдоброто од себе. Кога го даваш најдоброто од себе, на тој начин многу полесно ќе дојдеме до тој резултат, спортски перформанс, спортски резултат. Можеби да се постигне времето ќе е долго. Меѓутоа, давајќи се од себе и што е многу важно, да сакаме да учиме на развивање нови вештини, бидејќи на тој начин го креираме победничкиот менталитет. И тоа треба да се работи, да кажем, уште од најмала возраст, да се пренесува таа порака и да ги потикнуваме младите и спортистите дека фокусот не е секогаш онаа главна победа, туку фокусот е она како да се однесуваме ние во тој процес на создавање на победата. Мотивација или дисциплина? Што е поважно? Или двете одат рака под рака заедно? Па ова се клучни сегменти во процесот на развој и создавање на резултати. Мотивацијата е таа која што не потикнува, мотивацијата е таа која што ни дава некоја сила и енергија да се движиме кон целта. Воопшто ако имаме нели цел, целта не мотивира. Меѓутоа дисциплината е таа која што не носи до резултатот. Дисциплината е таа која што ни помага да ги постигнеме тие резултати, тие големи цели. Ако јас би се прашал, тоа се два клучни сегменти, меѓутоа јас секогаш давам поголема предност на дисциплината. Зошто? Затоа што мотивацијата некога знае да биде на многу високо ниво, некога знае да биде на многу, да кажем, ниско ниво, и самите спортисти кажуваат дека не секогаш со иста мотивација пристапуваат на тренизите и така натака. Меѓутоа она што ги движи, она што ги води до резултатот е дисциплината. Така. Спомена Преска, кога си бил и млад спортист, си тренирал кошарка, често ти се јавувало и тебе лично страф од грешка, неуспехи слично. Како може тоа да се надмине? Што би ги советувал младите спортисти сега и од твоето лично искуство, но и според она што сега го работиш? Стравот од грешка и стравот од неуспех се составни делови од тој процес на создавање резултати и успех. И сметам дека некако кога ќе се спомне тој страф од неуспех, луѓето велат: "Леле, сега што ако сгрешам?" Па како ќе влие тоа од страна на публиката, како тоа ќе го гледа публиката, како тоа ќе го гледат семејството, родителите, пријателите, што ќе се случи после мене, дали тренерот ќе ме изведе надвор од екипата, од тимот, ќе ме седне на клупа, сум сгрешил. Првенствено треба да се пристапи кон спортистите со разговор, да се појасни дека грешката и неуспесите се составен дел од успехот, дека тие се едно ново искуство кое што ќе ни помогне како да следниот чекор биде успешен. Меѓутоа, и друга работа што сакам да ја кажам, да се даде поддршка на спортистот. Во ред, сгрешил, се обидел, да го поддржиме. И како, да кажам, експерти, и од страна на родителите, и од страна на тренерите, поддржат дека спортистот во следниот обид да направи подобар резултат. Од друга страна, разговор. Ги охрабрувам спортистите да разговараат со своите тренери, родители, да побараат, ако, да кажам, не може тоа да го надминат самостојно, да побараат поддршка од страна на стручно лице, психолог, спортски психолог, со кој што ќе можат тоа да го надминат. Бидејќи, како што реков, разговорот, поддршката и едукацијата се клучни во соочување и надминување на ваквите ситуации. Така. Како може да се подобри и модернизира промоцијата на менталното здравје во спортот? Да бидеме уште подобри и уште поактуелни со оваа тема, од тоа што сме денес? Она што првично би го издвоил е да се воспостави подобра комуникација со, да кажам, со институциите кои што се во рамките на спортот, спортските организации, спортските федерации, спортските клубови. Јас многу често говорам на оваа тема и некако константно
барам одредена соработка, да го дадам својот придонес, своето знање, своето искуство, пред се во доброто за спортистите, во доброто на промоција на менталното здравје, заедно во соработка со останати експерти кои што се во оваа област, што е многу значено и многу важно. Од друга страна, што сакам да кажам, многу е важно пред се да се работи на подигнување на таа колективна свест преку јавни кампањи, јавни активности, јавни настани, еве вакви емисии кои што се од круцијално значење, панел дискусии, соработка, организирање настани на факултетите, на основните училишта, средни училишта, се онаму каде што циркулираат млади луѓе и потенцијални спортисти. И секако да се вклучуваат и спортистите во оваа приказна, затоа што верувате, без работа на менталното здравје многу тешко може да се фокусираме на постигнување на врвни резултати во секоја област, па дури и во спортот. Така. И ајде да завршиме со една порака завршна за спортистите, тренерите и тука да ги споменеме родителите, бидејќи доста е важна и нивната поддршка во целиот овој процес. Родителите не само да имаат очекувања нели од детето, така туку да го поддржат. Родителите нормално. Секој родител има своји очекувања за своето дете, особено во спортот. Меѓутоа мојата порака е да пред се родителите бидат оние кои што се двигатели на поддршката, на мотивацијата на своите деца. Тренерите се тие кои што треба исто така да го следат тој процес на спортистот, да видат како се однесува спортистот на терен, надвор од терен, да се креира таква една конекција помеѓу спортистите и односно комуникација родител, тренер, спортист, да спортистот биде слободен, да може да разговара со својот тренер, да се отвори за проблемите кои што ги има, нели нормално во делот на менталното здравје. И она што би сакал да го истакнам, а тоа е, како што реков и претходно, таа порака да како институции, како држава, да се бориме, да изградиме вредности кои што ќе се фокусираат на градење на тој победнички менталитет. Ќе кажеме еден интересен пример што се случува во Норвешка. Норвешка е држава која што, да кажеме, мала, значи мислам мала, држава која што е во рамки на Европа, многу помало во однос, сакав да кажам, на Америка, Австралија, кои што говорат многу во таа област. Норвешка работи одлично со младинскиот спорт. Придонесува за мотивација, работи на спортска психологија, меѓутоа таа се фокусира на тоа да ги поттикнуваат младите спортисти во тој процес на победа, резултат, да не се фокусираат само на победата, туку да се фокусираат во тој процес на нивниот развој, на нивната најдобра верзија додека стигнат до таа победа. И мојата крајна порака е тоа дека секој од нас може, секој треба да верува во тоа дека може, само секој треба да го дадеме на доброто од себе. А државата, институциите и ние како експерти да бидеме вклучени во пренесување на таа порака, бидејќи без квалитетно ментално здравје и без соодветна промоција не можеме да креираме врвни резултати и врвни спортски перформанси. Благодарам многу, Дарија, на овој убав разговор, секако важен не само за професионалните спортисти, за професионалниот спорт, вака слушајќи тебе, доста важни информации за оние кои што аматирски се занимаваат со спорт, па дури за оние кои што прават обичен тренинг во фитнес центар. Бидејќи за тоа е важно менталното здравје, упорност, да се издржи. Многу луѓе почнуваат со некаков спорт, па се откажуваат. Вака, слушајќи тебе, добар беше разговорот и за мотивација за тие луѓе, ако се согласуваш. Се согласувам дефинитивно и исто како и спортистите, кај нас, нели, луѓето кои што не се во делот на професионалниот спорт, мотивацијата и грижата за ментално здравје е многу важен приоритет. Така. И сметам дека со добро ментално здравје, со добра ментална стабилност можеме да постигнеме многу во секој област. И во спортот, и во професионалниот живот, и во, да кажам, во ние рекреативни активности. Со добро ментално здравје до поголема мотивација и повеќе дисциплина. Така е. Нека биде таков крајот на разговорот. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам, беше чест. Наутро.